Благодарам, почитуван председателя, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Почитуван заменик министер. Во однос на образложението за одбивање на амандманот кој што го поднесовме како пратеници од опозицијата во однос на обезбедување на средства за интервентен фонд во земјоделството, воопшто не се поистоветува со она што вие го образложивте. Станува збор за сосем различни ставки и за сосема различни сектори кои што треба да се покријат. Овој амандман ниту се однесува на програмата за рурален развој, ниту се однесува за финансиите кои што се во Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој во земјоделието. Она што го напоменавте, дека во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој има зголемување на планираните буџетски средства за 3509 милиони денари во однос на усвоениот буџет од 2021 година. Секако во подпрограмата 2 финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има определено 3500 милиони денари и во подпрограмата 20 финансиска поддршка во земјоделството за 425 милиони денари. И овие средства ниту се единствено за директни плаќања, односно и овие се поделени. Дел се за рурален развој, а дел се за директни финансиски плаќања, односно субвенционирање на земјоделците. Да, добре дојдени се, претходно зборувавме, бидејќи претходно ниту ви беа планирани, ниту ги имавте во предвид земјоделците. Меѓутоа, со овој амандман се предвидува гарант интервентен фонд за земјоделството, каде што ќе има средства за било кои несакани состојби кои што би се појавиле во однос на вишок на производство од турносите кога е шпицот на производство, па се до несакани природни непогоди и слични ситуации. Значи не станува збор, вашето образложение се држи дека имате зголемување во програмата за земјоделство, а ова е сосем друго. Ова што го бараме, се бара повеќе време и ова е дел од вашата програма. Земјоделците, доколку ја имавте оваа програма, немаше да имате потреба од интервенирање на секоја помала дестабилизација на пазарот во која што се наоѓаат самите производители. Секогаш во шпицот на производството имаме катастрофални цени, катастрофални услови за откуп. Во моментот се продава доматот за 100 денари по гајба. Вишната се продаваше за 17-18 денари, од кои што 8 денари одеа за собирање на плодовите, а за производителите немаше ништо. Овој фонд е токму за заштита на земјоделците. Меѓутоа, и ова мерка која што ја предлагаме по она што вие јавно го искажавте во сите кампањи кои што претходно ги лажевте земјоделците. Ваше е ова ветување и вие сте мнозинството кое што владеете. Вие ќе ги користите ако сметате на политички поени. Вие сте тие што ќе треба да ги реализирате и да немате осцилации во однос на производителите на земјоделски производи, во однос на цените и стабилизација на пазарот и сите други несакани појави кои што се случуваат. Вие сте тие кои што ќе ги користите. А не станува збор овде за финансиски средства кои што не можете да ги издвоите, бидејќи пред само неколку месеци се задолживте токму 50 милиони евра за изградба на така наречени откупни дистрибутивни пунктови во Струмица, Ресен и во Скопје, каде што овде дебатиравме и самите не знаете на кој начин ќе се вршат, односно на кој начин овие откупни дистрибутивни центри ќе проработат. Само за објекти, за изградба на објекти се задолживте токму 50 милиони евра. На прашање како ќе стопанисуваат, кој ќе стопанисува со овие центри, ни рекоа заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, одговори дека тоа е втора фаза, дополнително ќе се определува кој ќе стопанисува со овие центри и дали воопшто ќе профункционираат. Овде станува збор за слична сума која што ќе е од полза за сите земјоделци. Вклучително на секоја гранка во земјоделството, од сточарство до полјоделство и сите други на кои што се соочуваат со проблеми, а самите се свесни дека од кога сме пратеници во овој мандат,
од грозјето, преку тутунот, до раноградинарството, секогаш се соочуваме со проблеми во однос на цените со кои што земјоделците се соочени. Згора на тоа, 3 години сточарите немаат добиено субвенции за млекото. Другите производители, покрај тоа што не ги планиравте во буџетот во 2021 година, ги лажете дека секојдневно ќе им бидат исплатени, а од овде им кажувам дека најмалку ќе помине 1 месец додека да се операционализира ребалансот и средствата кои што се предвидени таму. Затоа, предвидувајќи го овој амандман, сакаме да воспоставиме една состојба во која што ќе имат сигурност и истите ќе се задржат во земјоделските стопанства од кои што екзистираат. Верувајте, има земјоделски стопанства кои што не можат да врзат крај со крај од година за година. Затоа, оние кои што го произведуваат храната, кои што ние произведуваат храната и не хранат, дајте да ги заштитиме. Овие не се средства кои што не може да ги обезбеди државата. И затоа ве замолувам да не манипулирате со јавноста, да не манипулирате со земјоделците во однос на тоа дека се одделуваат онолку средства, толку средства во во Агенцијата за финансиска поддршка. Станува збор за сосем различни работи. Воопшто не држи ова објаснување и затоа и јавноста мора ова да го знае. Ова се инвестиции, односно ова се пари кои што се предвидени за веќе воспоставени законски обврски и права кои што им следуваат повеќе години на земјоделците. Ова што ние го бараме е токму она што го ветувавте и на што ги лажевте земјоделците дека ќе има интервентен откуп, интервентен фонд кој што ќе ги заштитува, а и впрочем и сите ваши функционери се гордеа со изјавите кои што вашиот премиер ќе кажеше дека откупувачите ќе се тепаат кој да ја зема робата на земјоделците. Да, ќе дојде и тоа време, меѓутоа затоа што сите земјоделци ќе ги напуштат селата, ќе ги напуштат домовите, ќе нема кој да произведува храна. Со ваква политика на неодговорно однесување, вие придонесувате за брзано темпо на затварање на земјоделските стопанства. Самиот премиер се фалеше од кавадарци дека откупувачите се тие кои што ќе се тепаат за производството. Каде е сега да се појави меѓу земјоделците? Еве, денес имаме на повидок штрајк на самите земјоделци. Не случајно овие граѓани протестираат. Од лесно никој не излегува на улица на овие горештини да протестира. Имаат реални проблеми со кои што се соочуваат. Слезете во населените места, видете ја состојбата. Згора на тоа им вршите контроли од агенцијата, им вршат контроли со авионско снимање како ќе видат што се засејани пластениците. Дополнителни контроли им вршат во декември за нешто што се посејани во март. Без присуство на странката. Записниците им ги доставуваат во мај наредната година. Решенијата им ги доставуваат во летниот период, година и пол после засевањата. Сето ова наведува на фактот дека ниту сте заинтересирани да им помогнете, а со тоа сакате се повеќе да ги скратите средствата кои што им ги доделувате и затоа впрочем ниту не сте ги предвиделе во буџетот. Меѓутоа, уште еднаш ве повикуваме да излеземе во пресред на земјоделците, да го усвоиме овој амандман за интервентен фонд во земјоделството, што е впрочем и ваше ветување од 2016 година, а не се секирајте, вие ќе ги спроведувате овие мерки, вие ќе ги исплаќате, пак политичките поени ќе бидат ваши, нема да бидат на опозицијата. Благодарам.